битове. Абе, кај си ти у редакцијата, чекаме сите си изгубил тука у Електрометал у продавницава? За Black Friday дојдов. Абе, како Friday, Black Sunday стана ти уште тука? Ајде. Ау, емисија почине. Емисија треба да почне. Ајде од тука, ајде. Па с мајка ти се секира? Лека ноќ, бла бла бла. Ова е 179-та епизода од 47-та сезона на Вчерашни новости. Бла бла бла, Јелена Богоевик, бла бла бла. Од тука вие дознавате последни бла бла бла. Бла 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 и од мене. Чекор за ците бла бла бла. Останете бла. Еве што ќе гледате. Бла бла бла. Дознаваме кои се новите мерки на владата против корупцијата. Одлично прашање, морам да признам. Концизно, прецизно. Откриваме каква епидемија во последните години владее во Македонија. Значи, господјо, ти патиш од лајкус дефициус. Мит или вистина? Дознајте во новата епизода на Макбастерс. Ексклузивно, ново пријателство на повидок. Големата Електрометал наградна игра, пазари и вози Kia Stonic се ближи кон својот крај. Доколку вашата сметка е над 1000 денари и тоа само во Електрометал салоните во Карпош или Центар, станувате потенцијален добитник на нов Kia Stonic автомобил. Пазари во Електрометал и вози. Електрометал, Центар за вашиот дом. Немав време да те видам од сите страни. Немав време да размислувам, ни да те спојувам со никој друг, освен со себе. Во првиот миг, ти ме освои. Затоа што првиот впечаток е најважен. Новиот Kia Ceed Vision за 13.990 евра. Kia Motors, Македонија. Почитувани патници, врзете ги појасите и подгответе се за многуте погодности достапни со Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Добите 600 гратис поени за добре дојде. Дополнителни бонус поени при секој купување. Бесплатно групно членство во Виз Дискаунт клубот. Дополнителни картички за најблиските, како и уште многу други поволности. Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Поени собирај и патување добивај. We have exclusive footage. We have exclusive footage of the first interview with the Prime Minister's wife. Зошто Be Healthy? Свежи и природни протеински барови. Без додадени шекери, без конзерванси, без соја, без глутен, без палмино масло. Свежи и природни протеински барови. Be Healthy. Воспоставете рамнотежа во организмот, зајакнете го имунитетот, подобрете ја општата здравствена состојба. Пробајте Canoil Bio, природен маслен екстракт од канабис. Спреј со висока концентрација на CBD, без психотропно дејство. Благосостојба од природата. Canoil Bio. Во светот, а и кај нас, се обележува празникот на капитализмот и конзумеристичката глад по работи кои не ни требаат, а ги произведуваат луѓе во субстандардни услови за работа за компании кои вредат милиарди, за ние да можеме да се чувствуваме подобро за себе. Да, тоа е Black Friday. Или на македонски кажано црн петак. А тај дан ранije био дан за метак. И овој Black Friday граѓаните се израдуваа на масовните попусти кои се случуваа. Најголем дел од нив веќе набавија шунка која е при крај со рокот на траење, а е со намалена цена од фантастични 59 на 39 денари, плюс виршла, потоа разни кетчапи од сомнително производство од Сомбор, Србија, масло за готвење и слични луксузи за кои вреди да се чека Black Friday. Тие се жалат само што бил на крај на месецот, па не набавиле поголеми количини како да се спремаат за војна. За многу години празникот на сите од капиталистичката вероисповест.
Одамна не сме го мереле рейтингот на политичарите. Да видиме кој политичар има најголем рейтинг. Според анкетата, граѓаните му веруваат најмногу на политичарот ниту еден, кој ја доби довербата од скоро 40% од граѓаните. Зад него е ЗЗ, па ХМ и други статистики, додека во државата има 465.000 граѓани, кои се со еден оброк дневно и слични небитни вести кои не влијаат на рейтинзите. Државната комисија за спречување на корупцијата не функционира веќе 10 месеци. Кој е планот на владата за оваа важна институција? Ке чуеме повеќе од портпаролот на владата, со кого разговараше нашата Елисалфета. Така, студио вчера сме се на терен и сме присутни на едно отварање, ке да знаете повеќе за што станува збор од муабетот со пиарот на владата. Извини. Љубе, дај бе, не се слушаме бе. Дај намали малку тоа музика. Љубе, за странска музика ни е задолжена. Кажете ми, зошто 10 месеци нема антикорупцијска комисија? Одлично прашање, морам да признам тоа. Концизно, прецизно, логично, але морам да ти одговорам со контрапрашање. Зашо немаме бе Министерство за поморски сообраќај, да речем? Добра, нели сметате дека функционерите ќе продолжат со корупција доколку некој не ги надгледува? Уште едно контрапрашање. Колку функционери биле процесуирани додека постоеше антикорупцијската? Ниеден. Да си ми жива и здрава, И ниеден. вие исто. Што е? Да не знаете Калимеро кај е? Кој? Калимеро. Па да видиш навака, полека со мачот, навака. И покроце моци. Најсериозно, нема да има некој што ќе истражува и спречува корупција? Ки има, да, ние имаме осмислена нова метода. Која? Дрон. Дрон? Да. Мислите дека ќе ги надгледувате функционерите од озгора? Девече, у Македонија толку нема корупција, што дури најситно мито да има некој да земе да прими, од месечина можеш да го примете што? Од месечина можеш, логика. Ви благодарам многу. Нема, готови сме? Готови сме, да. Мики, може, ставе го. Сега ќе видите како... Еве... Внимание малку само да го полетаме. Еве како изгледа тоа. Еве го. Ајде. Ево, вака се. Да видам тука? Ево, само да не... Не мога да се види корупција. Паѓаме, бегате, бегате! Не е само Скопје загадено зимава. Покрај Скопје загадено и Тетово, но и Битола. А колку е загадена Битола, тоа никој не го знае. Мерната станица за PM10 частички во Битола не работи од септември, откако зела неплатен одмор. Всушност не зела одмор, туку се расипала и никој досега не ја поправил. Од општина Битола вела дека назначиле лице кое треба да им пиши мејл на Министерството за животна средина во чија надлежност е работата на ова станица. Мејло е напишан и само уште го чекат поштаро да го однеси до Министерството, пошто тој ќе земи ќе распиши тендер за поправка, кој ќе трај 3 месеци и потоа околу мај, кога ќе помини загадвањето, ќе биде поправена мерната станица. До тогаш битолчани, шо би се рекло, ако не мора, не дишите. Оваа народна поговорка се пренесува од колено на колено, исто како трипер. Гуваш кибови, гуваш. Во Македонија во последниве неколку години влада една досега невидена епидемија. Од неа се зафатени голем број на граѓани кои побараа помош кај доктор-специјалист токму за вакви болести. Да видиме за што поточно се работи од прилогот на колешката Поп Мајбах. Така, студио се наоѓаме во ординацијата на
Доктор Марко за социјални медиуми, како што може да приметите, позади мене има огромна присутност и отсутност и замајаност, која што јас ќе искористам да влезам преку ред и да видам што се случува. Не се соблакајте, само дајте ми профил на Facebook, ќе ви кажам. Значи јас интервју сум дојдена. Дајте ми да име и презиме, јас знам зашо. Инсистирате, Јели Салфета Крстич Поп Мајбах, една единствена. Да. Господи, ти имаш последен статус вчера, Да, имам. 34 лајка, 2 коментара, 1 шер и тоа од роднина. Значи, господи, ти патиш од лајкус дефициус, или на англиски like deficiency, или на македонски што го викаат недостаток на допаѓања. Затоа се една нова профилна ќе ти направам за почеток. Намести се малку, ајде, устото, малку duck face, тоа паткишко лице. Може да видам се? Ќе видиш, више имаш на меседжи се таму. Ќе видиш и сега одма ставаш тоа на профилна и од утре F5, refresh 2-3 пати на 2-3 сата и ќе има успех. Ако нема успех, утре, пак ќе доеш. Очно е на вториот кат, господјо. Калимеро кај е, го барам? Калимеро, не знам. Вака, цело време. Добра, продолжиме. Што прават луѓето надвор што чекаат? Пациенти, тешки пациенти, све се зависници на социјални медиуми. Кој од Facebook, од Twitter, од Instagram, мешано тоа, пандемија, вака. Со какви симптоми оди оваа болест? Има разни симптоми. Имаш од овие пациенти што се на инбокс, имаш овие наградни игри, постови, што шеруваат, и имаш од партиски ботови, овие партиски соопштенија, коментари, што даваат, и најстрешно ти со овие дупли профили брачни, што ги викаме Маја и Марко, као брачен кревет да е, ево, гледаш, ево. Докторе, имаме итен случај, мора веднаш да го примеме. Имаме човек само со 2 лајка. Ако е итно одма, како тоа само 2 лајка, извинете. Одма, нека влезе тука да го видам. Сестро, не си измотавај, гледаш дека имаме работа тука. Ово е за ортопедија тие 2 лајка. Извини, доктор. Добре, кажете ми, има лек оваа болест? Лек нема, превентива. Кисела зелка, туршија, чварки, да се работи, иначе нема. Да се надеваме дека со тек на време ќе помине ова лудило. Више имаш 50 лајка. До сега. Како вас? А кога сме кај социјалните мрежи, се појави еден синдром на Facebook, кој го прати и нашиот екс-премиер Никола Груевски, кој кога и да напише статус, другиот ден има уапсени. Билансот од првиот и вториот статус на Никола Груевски е 14.000 лајкови и апсење на разни ликови. Останете така, продолжуваме по джинглот. А сега една вест која не ја измисливме ние озбилно. Скопје се кандидира за еко-главен град во Европа. А по оваа вест и општина Битола реши да се кандидира за истото. Ама Битола не е главен град? Ни Скопје не е еко-град, сепак се кандидира. Но кога сме кај екологијата, среќна вест е што по цели 32 години граѓаните на Битола повторно ќе можат да патуваат со воз до Грција. Имено, вице-премиерот Кочо Андјушев при минатонеделниот увид на градбата рече дека пругата можно е да биде пуштена на 31 декември оваа година. Единствениот проблем со кој се соочваат надлежните досега е тој што пругата ќе биде пуштена, но не се сигурни дали на неа ќе сообраќа воз. Сепак ова за министерот за транспорт Сугаревски не представува толку голем проблем. Тој како што вели, најбитно е да има пруга, а возоите сами ќе си дојдат. Прито запрашан за тоа дали ќе се купуват нови локомотиви, тој ни одговори да не се секираме, прито алудирајќи дека најверојатно ќе се искористат некои од музејските експонати кои ги имат на располагање од македонски железници. Прекрасни вести од областа на статистиката. Наводно, просечната плата овој месец се зголемила за цели 12.500 дени, или 125 денари во споредба со минатиот месец, што пак придонесе да има огромен бран на економски мигранти од неразвиените земји како што се Шведска, Данска, Норвешка и Германија кои бараат работна виза.
Швеѓаните главно се заинтересирани за работа во градежништво и молерство, додека данците за келнерство и таксизам. А жените од Скандинавија најчесто доаѓаат да работат како текстилни работнички. А ние продолжуваме со вчерашни. Кажете ми, каква е состојбата сега? И сега состојбата се верува у нашето општество и слично, нели? Гуваш кибови, гуваш. По нула пресконференции на тема загадување за време на целиот мандат, епохално откритие се случи оваа недела од страна на научникот и министер за животна средина Садула Дураку, кој после долги анализи и испитувања со својот тим, конечно разби еден мит во кој сите верувавме. Знаете вие дека ние, Македонија, ние сме Швајцарија. Македонија не е Швајцарија. Што? Тешко е да се поверува, но тоа е вистината. До ова откритие дојде Дураку, познат под своето уметничко име Командант Вентили. Граѓаните во шок од оваа информација и не можат да поверуваат дека ние не сме Швајцарија. Македонија не е Швајцарија! Истовремено од швајцарска амбасада стигна горчливо писмо во кое и тие ги потврдуваат сознанијата на министерот дека Македонија всушност не е Швајцарија. А Швајцарија не е Македонија. А сега да видиме на која популарна поговорка ќе ја провериме точноста во емисијата за верификација на факти. Ултра смешната и популарна Макбастерс. Народот е мудар, рече самиот народ. Сомневај се во се, од друга страна рече Рене Декарт. Гледајќи го изборот на политичари кој го прави народот, човек не може да не се посомнева во вистините кои ги кажува истиот. Тој човек не е Рене Декарт, туку професор Војдан Марковски или Макбастер. Оваа народна поговорка се пренесува од колено на колено, исто како трипер. Но дали е точна? Останува да видиме. Муса Џафери од Мала Речица би сакал да знае за народната поговорка која е тесно поврзана со геологијата. Каменот, знаеш од каде доаѓа? Каменот? Дали навистина каменот од блиску доаѓа? Значи каменот доаѓа од секаде. Немаме доволно средства да провериме дали може да дојде и од онолку далеко колку што е Будимпешта, но тоа ќе видиме во некоја наредна епизода. Оваа народна поговорка е точна. Каменот, знаеш од каде доаѓа? Од блиску, не доаѓа од далеку. Каменот? Да. Епо така било. Небањати, прегладнети и премрзнати. Не тоа не се партизаните од февруарскиот поход, тоа е нашата иднина. Студентите од студентскиот дом Гоце Делчев во метрополата на Македонија. Од тајни извори скриени длабоко во поларните соби на студентскиот дом Гоце Делчев, дознаваме дека повеќе од 3 дена во домот нема топла вода. Имено, вработените мајстори во Гоце известија дека дефектот на механизмот за грејење на водата чини неверојатно 800 денари, кои во моментот управата на домот ги нема предвидено за вакви луксизни дисциплини за грејење на водата. Од тајни извори дознаваме дека Министерството за образование и наука, ректорот на Универзитетот Кирил и Методи и управител на студентскиот дом Гоце Делчев, сосема доброволно и во духот на соработката се откажаа од своите дневни потреби за цеден портокал за да се реши проблемот. По акцијата, вишокот пари што им останал на трите големи добротвори, заеднички го уплатиле во фондот за иновации. А сега една горлива тема. Да видиме докаде се долго очекуваните реформи во судството и правниот систем. На таа тема го имаме Ланчо, кој што разговара со човекот кој што е директно задолжен за оваа проблематика. Да, така е. Тука сме со човекот. Добар ден. Да не должиме многу, може да ни кажете, значи познато е дека судството беше доста долго време во рацете на власт, или да не го наречам, еве ќе морам Сваровски судството. Кажете ми, каква е состојбата сега?
И сега состојбата се менува у нашето општество и слично, нели? Ние сакаме владата, нели, да се одвои од судството, за да имаме независно судство и слично, нели? И сега гледаме политиката исто да се одвлече од судството, што е, за, како што кажа од пример, нели, да има независно судство. Да не знаете Калимеро каде е? Господи Јустиција, чекайте, јас ќе помогнам само полека со мечо, јас ќе го земам и... А, не, опасно е друг да го има мечо. Полека, господи, Полека, господи, Сама ќе можам, сама ќе се... Полека, господи, полека, бе, господи, полека, те јас мечува. Шо биде? Шо биде, бе, дечки? Ете, драги гледачи, вака не бива убаво општество. Ја одјавуваме од тука. Се јавуваме во некои посветли времења. Се надевам дека правдата ќе успее да го најде Калимеро во оваа темница. Шо биде, бе, дечки, треба калике општество. Студио светили ке вас? Ти благодариме, Ланчо. Сите сме сведоци дека и во минатото во Македонија политичарите понекогаш правдата ја земаа во своји раце и крајно време е да ги тргнат рацете, па правдата сама ќе си го најде патот. Како и да е, Јелена, знаеме дека кога некому се стемнува, на друг мора да му се раздени. Ќе бегам се да можам, да си овозможам. Movember. Movember, Cabo Foz e Movember. Bravo. I think this is the beginning of one really beautiful friendship. Friendship. Really. This is real? Mermeres. Original mermeres. Real marble. Приlepseš. Really? Excellent. Like. Одлично. Од таму па кој ќе фатиш гулашот, кој ќе те фати, кој ќе те спотела, па се до нема кој. Што сум кркал. Beginning in the beautiful friendship. Really beautiful. Excellent. Азилан. Ја ти викам така ова, значи, многу уизично беше потекот, меѓутоа, благодарувајќи на вас и вашата поддршка, успеавме тука да дојдеме и ајде да завеме до... Ütlemes. Десите ова, мислам, very grateful. I cannot describe. Но мусташ, нема. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Времето остава траги на лицето. Но сега можеме да го запреме часовникот и без хируршки зафати или прескапа козметика. Биоцелулар Anti-Age, линија креми против брчки. Ја храни и негува кожата и ја одржува млада и свежа. За помлада кожа,
Биоцелулар Anti-Age. Зошто Be Healthy? Свежи и природни протеински барови. Без додадени шекери, без конзерванси, без соја, без глутен, без палмино масло. Свежи и природни протеински барови. Be Healthy. Авалон продукција ве кани на 4-часовно спектакуларно затворање на 2018 со Фанк Шуи, Владко Стефановски трио и хедлайнерот на вечерта Джибони. 23 декември, 20 часот, VIP Арена. Најголемата регионална звезда Джибони, најголемиот гитарист на Балканот Владко Стефановски и фуриозните Фанк Шуи на All You Need Is Love 2018 за најубав можен завршеток на годината. Avalon Production. И како и обично, на почетокот на емисијата ни останува да ја погледнеме временската прогноза. Ацо, Потивко, те молам, гледаш дека Вито спие, нема да има временска прогноза. Не знам. Тука некаде привршуваме со ова издание на вчерашни новости. Гледајте на и следната недела на Канал 5 телевизија во 19 часот и 30 минути и следете не на fana.mk. Добро утро на сите, освен на тие што зборуваат за себе во трето лице. Добро утро и од Александар Алексовски. Сега сте чекор за ците.